Добар ден, драги гледачи, уште едно издание на Откриени тајни. Јас сум доктор Жарко Костич, мотивацијски тренер и тренер за личен развој. Во ово издание на Откриени тајни ќе зборувам за тоа како да ја промениме тешката ситуација. Се наоѓаме во различни ситуации во текот на животот и дел од играта на животот е дека некојаш имаме разочарување, некојаш имаме болка, некојаш има тешка ситуација, ама како да ја промениме, како да направиме промена во нашата состојба. Кога читам нешто, сакам секогаш да видам зборовите од каде потекнуваат и сакам да видам овој збор промена од каде води потекло. И на англиски читав и зборот промена е change на англиски. И прочитав од баш речник кој што е само за потекло на зборовите од каде потекнува, дека зборот change или промена води потекло од зборот exchange. На англиски зборот exchange значи размена. И почнав да размислувам и сфатив дека е точно. Фактички да дојде до промената, мораме да пуштиме нешто и да добиеме нешто друго. Значи, за да дојде до некоја промена, мора да дојде до размена. А размената значи нештото да го отпуштиме, нештото да го ослободиме, кое што го имаме. Може би станува збор за нашите ставови, за кои што малку подоцна ќе зборувам, но честопати она што се случува, разговарајќи со луѓето, гледам дека фактички луѓето допринесуваат на ситуацијата која што сакаат да ја променат преку ненаоѓањето на решение или преку додавање на негативизам на таа ситуација, преку поплакување за самата ситуација. И ако размислиме поплакувањето, поплаките во врска со состојбите во животот, во врска со ситуацијата, фактички нема да ја решат ситуацијата. Она што ќе ја реши ситуацијата се решенијата, не? Но честопати луѓето сакаат да сменат некоја ситуација, но начинот на кој што и приоѓаат на ситуација не е со изнаоѓање и имплементирање на решение, туку е преку дополнителни поплаки и жалби во врска со целата ситуација. Можам да разберам дека дадена ситуација во животот може до толку да не спушти емоционално да човекот приде на таа ситуација со поплаки. Ама поплаките нема да ја разрешат ситуацијата која што на некој начин се случила нас. И мора да има причина зашто се случила таа ситуација и мора да има решение за таа ситуација. Сега, ако го најдеме решението, имаме луѓе кои што се поплакуваат во врска со имаат поплаки во врска со ситуацијата во која што се наоѓаат, имаат луѓе кои што сака да најдат решение во врска со таа ситуација. Убавото во врска со решенијата и спроведување на решението во врска со ситуацијата е дека ја менува ситуацијата и ја зголемува нашата енергија, тоест ни дава елан и мотивација. Само решението. Ако решението се спроведе во дело и се смени ситуацијата, секако дека ќе се чувствуваме поубаво, ќе се чувствуваме поведро, ќе се чувствуваме помотивирано. Зошто? Затоа што сме сватиле дека нашето причинување, нашето делување ја менува ситуацијата и сваќаме до нас е. И кога ќе речеме до нас е, мојата акција ја смени ситуацијата, тогаш се крева енергијата, се крева ентузијазмот, затоа што сваќаме дека можно е да најдеме исти такви решенија кои што ќе ги имплементираме и примениме и за другите ситуации. И сваќаме дека поплаките и жалбите за нашата ситуација во животот фактички не ни допринесуваат да ја смениме ситуацијата, она што ни допринесува да ја смениме ситуацијата и имплементирање на решенијата кои што треба да ги најдеме. Она што е интересно е дека ако емоционално паднеме на многу ниско ниво, обично не ги бараме решенијата. Решенијата се наоѓаат ако се кренеме малку енергетски или ако можеби најдеме пријатели кои што може да ни го покажат патот или да не натераат да видиме, поради тоа што ако сме во ниска емоционална состојба, дури и да имаме најдобри советници околу нас, тоа што ќе ни го предочат, ние ако не го видиме и ние ако не веруваме во тоа, ние тешко ќе го имплементираме. И тука е проблемот. Сега, како таа емоционална состојба во која што дадена негативна ситуација не донела,
Поради тоа што веројатно не сме соочували, не сме делувале од претходно. Затоа што тие ситуации може да се насобираат, да се трпаат една на друга и кога ќе се соберат премногу, тогаш тие едноставно не преплавуваат тие ситуации и не можеме да се соочиме затоа што се многу. Но мора да сме одложувале решенија од многу претходно, мора да не сме сакале да соочиме нешто од многу претходно, да дојдеме до ситуација во која што се наоѓаме. Но и за таа ситуација има чаре. И за таа ситуација има решение. Да најдеме дел, да го соочиме, да имплементираме решение и да почнеме да ја разрешуваме ситуацијата во која што сме дошле многу пати и со наше собствено делување или неделување за да се реши таа ситуација. Некојаш делуваме на негативен начин, па ја креираме ситуацијата, или некојаш не делуваме и повторно се креира таа ситуација. Но она што ми е поентата е дека кога имаме ниски емоции, имаме ниски мисли, мислите не ни се во насока на решение, мислите ни се во насока на жалење, поплаки на пријателите и така натаму, ама тоа едноставно не ни вреди. Не само што не ни вреди. Тоа е тоа што сакам да го објаснам во ово откриени тајни. Ако почнуваме да се жалиме постојано, и ако постојано негодуваме, замислете го, реков дека на почетокот за да дојде до промена на ситуацијата мора да има размена. Замислете како некоја вага да имаме. Баш како на пазар, не? Со текчиња вага. И сега, ако човекот има некоја ситуација која што му тежи, ова е добрата ситуација. Тука сакаме да дојдеме, ама таа не тежи, таа е, не сме ставиле таму тег, нема таму решение, не сме искреирале убавата ситуација. Ама оваа тешкава ситуација има работи на неа. Сега, тежина имаме. Може би таа тежина и таа ситуација, пак ќе кажам, е затоа што не сме делувале кога сме треба да делувале, може би не сме знаеле како да ја решиме, ама таа ситуација се ни тежи. Сега со целата поплака, со целите негодувања, поплаки на пријателите, негодување на околината, ние фактички доаѓаме, односно ставаме дополнителен тек и правиме да има уште поголема тежина. Фактички тежината која што е веќе таму, ја зголемуваме со тоа што ќе негодуваме во врска со ситуацијата, ќе се жалиме во врска со ситуацијата, па многу е тешко, жаре, ама ја не гледам тоа како можам да го направам. Бап, еве уште едно текче. Се е потешка малку. Зошто? Затоа што до толку сме и дале значење. До толку сме ја направиле не ја јака, а нас слаби. Ме разбирате? Фактички, со секое негодување во врска со нешто и викаме не можеме да го решиме, ние се правиме себе си слаби и затоа оваа ситуација, односно, нели, ова тежи, ама тука кога ќе почне да превагнува, како ќе превагнува? Ако речеме, окей, дај да соочам. Какво решение ќе ставам тука? Дај да не ја креираме веќе оваа ситуација со тоа што цело време мислам дека е тешка и дека не можам да ја решам, затоа што цело време ставаме тегови. И луѓето цело време што се жалат за ситуацијата, они само ја прават потешка и промената не се случува. Промената ќе се случи кога ќе го направиме ова. Што тоа значи? Ќе ги одземеме теговите од оваа страна на вагата и ќе почнеме да ги ставаме на другата страна. Како? Ајде да се појавам, да го соочам проблемот. Што можам, со кого можам тука да искомуницирам? Каде треба да се обратам за да го најдам решението, кој може да ми помогне да ја направам целата ситуација, како што треба и одеднаш почнува промената. Но првото нешто, за да дојде до таа промена, е да го трнеме ставот дека не е до нас, дека не можеме, дека е тешко, дека е цело време до околината, затоа што цело време превагнува тој дел од вагата. И фактички ние цело време ставаме тежина дополнителна на веќе тешката ситуација, ама ние сме заборавиле дека веројатно сме ставиле многу пати тегови на таа страна и сме искрирале таа ситуација самите ние дополнително. Преку жалење, преку неможност да најдеме решение, преку неприфаќање решение на околината, преку неделување во дадени моменти. Значи, ако имаме луѓе кои што бараат решенија и кои што ги спроведуваат решенијата, што е уште поважно, тогаш промената се случува. Ама сето тоа, мислам дека најтешко нешто кое што на оваа страна од вагата е нашиот негативен став. Нема поголема тежина од тоа. Фактички тоа ја прави најголемата тежина тука. Ставот
не ме бидува, не можам јас, не знам, што и да е негативно како став, ни ја одзема нашата сила да ја направиме промената. Затоа што ако има некој човек кој што има негативен став во врска со фамилијата, во врска со сопружникот, во врска со животот, со врска со постоењето, голема тежина ставил на негативноста која што може би има во сопствениот живот, и ако го има тој став, сакале не сакале, ставот ги креира резултатите. Затоа што ставот повлекува, зборев за ова, мисла, емоција, акција. Ама најголем проблем во една тешка ситуација, во суштина е нашиот став. Ако ќе изгубиме сигурноста и самодовербата, фактички тој негативен став се појавува. Ако човекот има разочарување, ако човекот има нешто кое што му се случило во животот, ако не успел, има некојаш тенденција фактички да донесе негативна одлука во својот живот, а таа негативна одлука го креира ставот. Така, некој човек ќе му се случи нешто негативно во неговиот живот, еднаш, два пати, три пати ќе се повтори, донесува одлука дека не може, дека не сака, дека е разочаран, дека не можам веќе да верувам на ниедна жена, во Македонија не можам да верувам, ќе каже она, на ниеден маж. И фактички тој став веќе почнува да креира проблеми. Не можеш да најдеш соодветно работно место, нема добар менаџер, тоа е негативен став. Гледате, ако ви дојде некој човек во фирма, сакате да го вработите, и он дојде, ама ја не ти работам бре, за ова, како да не, ова не е за мене, ова е под мене. Не викам дека не треба да имаме сигурно самодоверби, да не се цениме самите, треба да се цениме самите. Ама ако има некој кој што дојде и очигледно му го гледаш ставот дека овој нема да работи, што ќе направиш? Како сопственик на фирмата. Затоа што од ставот за 2 минути можеш да го разбереш. Ако седнеме со некои луѓе на кафе, излеземе некаде со луѓето и почнеме разговор, зашто ти зборуваат, што меѓу редови ти кажуваат луѓето, преку нивната емоција, преку нивната конверзација. Ти го кажуваат ставот за животот. И тој став е многу лесно да се чуе. Имате некој родител кој што има негативен став за сопственото дете, каква релација ќе имат? Имате некој човек кој што го прибрал негативниот став од татко му, во врска со како некои работи треба да функционираат у фамилијата и дека само он е главниот и дека све он знае и дека никој друг ништо не знае. Какви релации ќе има во таа фамилија? Имате некоја жена која што има исто така негативни ставови со кои што она се забарикадирала и се заштитила од сите наредни работи во нејзиниот живот. Што ви кажува? Не верува во иднината. Ако човекот развие негативен став, негативни одлуки, врз база на неуспеси. Неуспесите се дел од животот. Болката е дел од животот. Човекот мора да свати дека во животот ќе има и победи, ќе има и порази, и тоа е нормално. Ама после секој пораз, ако човекот го менува ставот за да не биде повреден пак, фактички не верува. Не ќе да е ранлив, затоа што ранливоста доаѓа од верба. И ако таа верба се изгуби, ќе се изгуби среќата. Ќе се изгуби и самодовербата, ќе се изгуби и сигурноста, ќе се изгуби и храброста. Човекот сака да се забарикадира од пораз. Зашто некојаш му се случило разочарување и пораз. Не, во животот човекот треба да научи како да ги прифати, затоа што се дел од патот за успехот. И ова го спорува во Откриени тајни претходно. Но она што сакам да го кажам во ова е дека за да направиме промена, мораме да си го малку ревидираме и промениме ставот кон работите кои што ни прават проблем. Секој проблем, и ако постојано ви се во некој проблем, не барајте причина во нешто друго. Може прво е да видиме кој е нашиот став во врска со таа работа и дали ние можеме да го коригираме ставот, затоа што вистинскиот, добриот, позитивниот став ги отвара работите за што? За комуникација пред се со светот. Ако имаме комуникација, ќе имаме решение. Затоа што ставот е приодот. Сега, она што е пак најважно што мислам да го кажам во оваа емисија е дека има и нешто кое што е надрешение. Значи, најниско некаде се наоѓа некој човек кој што постојано се жали. Така, постојано ви едноставно не годува во врска со работите во животот, тоа е најниско на некој ниво. После тоа имате некој човек кој што сака да најде решение, ама му е страв да ги имплементира тие решенија, ама знае да ги види. Ке се консултира со некого, сака да прими совет, сака да ги
примени тие решенија, ама се плаши. На тоа имате човек кој што има малку повеќе храброст и рече, окей, еве ги решенијава, делувам. И ќе ја смени ситуацијата, во неговиот живот се чувства убаво, има мотивација и мелан. Сега над тој човек има уште еден човек. А тој е креаторот. Тој е човек што има креација. Дали сте виделе дека креативноста фактички не ни подразбира проблеми? Креативноста не ни подразбира решение, затоа е над човеков кој што има решение, окей, супер. Ама кога сме креативни, до толку сме у еден убав занес, така да кажам, и на убав начин го мислам овој збор, креативен занес, креативна творба, да у суштина донесуваме у живот работи кои што претходно ги немало. Креативноста е состојба каде што човекот твори, каде што создава и каде што не ни гледа дали има проблеми, затоа не е насочен на решение, затоа што не препознава негативно. Креативниот човек не препознава препрека. Креативниот човек само создава работи кои што се во неговиот ум и во неговата имагинација. Нереалното го прави реално. Креативноста е таа која што не препознава препреки. Креативноста се, па не можам ли да кажам решение поради тоа што пак не иде затоа што нема проблеми. Креативноста е целосна творба, целосно создавање, целосно креирање на нешто кое што е дел од твојот ум. И во таква ситуација имаме доминација врз животот и постоењето. Не така, кажеме дека човекот кој што постојано се жали е доминиран од животот. Човекот кој што постојано креира го доминира животот. Значи, ако тој кој што е со својот начин на однесување, со своите негативни емоции и мисли, тој допринесува на неговата негативна состојба. Знаете, кај креативниот човек постои само креација, само среќа, љубов, позитивна енергија и ентузијазам, кој што само по себе како емоција не препознава проблем или нешто негативно. Препознава творба, препознава идеи, препознава иднина. И таа иднина е прекрасна за него. Човекот кој што е креативен е човек кој што ја контролира сегашноста врз база на ентузијазам за иднината. И тој ја доминира иднината и сегашноста преку неговата креативност. Ќе повторам оваа поента и завршувам тука дека ако некој животот не доминира нас, треба да го вратиме креативниот импулс. Ако има некој човек кој што има проблеми, дајте му да биде креативен. На било каков начин. Мислите дека ако еден човек кој што постојано креира, кој што постојано твори, кој што постојано става работи во иднината, нема време за негативните работи во неговиот живот. Не е тоа начин како да ги избегнеме некои работи за да не ги соочиме, не мислам на тој начин. Но, гледате, ако човекот креира во сите сфери во неговиот живот, дури и креативноста која вратиме за местото, односно областа во нашиот живот каде што имаме проблеми, затоа што е креација? Креација е потполна одговорност за светот околу нас, затоа што донесуваме нешто на свет. И дури човекот може да биде многу креативен во областа која што порано не бил одговорен, ако се врати на ниво на креативност, ентузијазам, љубов и добра намера за сите тие луѓе, за сите тие работи кои што се во таа зона која што претходно не бил одговорен. Ако не сме одговорни во некоја зона, ќе дојдат проблеми. Одговорноста и креативноста ги тргаат проблемите на страна. И колку повеќе сме одговорни, и колку повеќе сме креативни. А креативноста што значи? Ушно, гледате, креативноста е излезна енергија. Не енергија каде што ја сакам да добијам нешто. Креативноста е давање за околината. И што е одговорноста? Давање за околината. И колку повеќе даваме на околината, колку повеќе сме одговорни, колку повеќе креираме, колку повеќе создаваме, толку помалку проблеми ќе имаме со тие сегменти од нашиот живот. Затоа што креативноста
доминира. Ви благодарам, имајте убаво попладне, се гледаме повторно за една недела. Пријатно.